за нов Final Four. Овој пат Монпелје. Што да очекуваме? Ништо немаше да се очекува освен победа, мислам дека сите ја посакуваме. Претходната година освоивме, шампиони сме, притисокот е друг. Мислам дека е многу полесно да освоиш него да одбраниш. Но ние сме шампиони, кој што кажувам цело време треба така се однесуваме и да дајме се од себе да одиме во финали и таму што ќе биде. Монпелје рече се изгуби титулата, веројатно ова ќе биде последна шанса за да освои некој трофеј оваа сезона. Колку е тоа притисок, колку е тоа... Добро, тоа е можеш на два начина го протолкуваш. Може да делува и позитивно и негативно. Сега не знам, не можам да им влезам на нив у главата. Знам дека они се многу добра екипа, играат страшно добар ракомет и се доста незгодни и мислам дека воопшто нема да биде лесно. Рече се никој не очекуваше дека ќе влезат на Final Four на почеток на сезона. Сме играле со Монпелје неколку години на назад, сличен е тимот. Што може да очекуваме, која е предноста, кои се лошите страни на еден ваков тим? Добро, и ние претходната година мислам дека бевме у слична позиција како што се они оваа година и освоивме, така да не можеш да ги исклучиш. Као што кажав, доста незгодна, имаат таа позиција на андердог и мислам дека тоа е доста незгодно. И Кира е тука со нам. Еве кратко за ПСЖ Нант. Добро, не сме размислувале ние на Нант Парис, тоа после, од кога ќе се пласираме да се надеваме, се надевам дека тоа ќе биде Нант и ќе играме против Киро во финалето. Доби ли некој совет од Кира? Не. Тука нема совети, тука може да играме еден против друг. Таа приказна во репрезентација. Колку е предност да бидеш единствен македонски представник од три други француски? Па добро, нема врска. Дури уживаме во таа позиција како против цела Франција. Ќе видиме. Хвала. Ништо.